Неколку месеци 4 семејства живеат во неизвестност поради решението за рушење на нивните домови. Рано утрово, тешката механизација пристигна пред нивните дворови. 20 гостиварци со жив штит ги бранеа своите домови. Вела дека поседуваат потребна документација за собственост, но и покрај документот, надлежните сакаат да им ги срушат домовите во кои живеат 50 години. Да видат што се работи во Гостивар. Ние од устата сме делели за таа куча, а тие да дојда и да кажуваат да ние ја рушиме. Нека ја рушат прво тие тамо, нивните кучи. Имотен лист имаме. Имотен лист не се издава туку така. И оваа улица ништо стратешко не поврзуваат. Ние знаеме дека таа беше предвидена. Предвидена беше кога беше војската во Бањица да се поврзе таа улица со војската. Сега што ќе ми поврзуваат да отвараат и да рушат кучи? Ни стига решение дека сме дивоградба, а имаме имотен лист. Значи тоа решение што го носат е бесправно. Значи како можеш да донесеш решение дека е дивоградба кога поседувам имотен лист? Доказ за собственост е имотен лист. Еве го. Господинот Бејта обеча дека ќе не викне да се договараме. Не беше дадено ништо тоа. Господинот началник на урбанизам истото го рече, ама еве овде уште ги немат. Значи ги пратија багерите да дојдат да рушат. До сега ми нема понудено нешто, ама тоа ништо скоро не е. Што е тоа што ви понудија? Еден стан од 54 квадрати и немам и документација и за него. Немам никаков договор. Ја имам ствари туи, немам кај да носам тие. Пратеникот во Собранието на Република Македонија Сашо Акимовски вели дека до сега остварил 10 средби со сите засегнати страни, но сепак надлежностите се на општината. Тоа и покрај неколкуте средби кои што беа остварени, а минимум беа едно 10 пати, дури и со Министерството за транспорт и врски, сепак, значи, жалам што не успеа да се најде решение за да тоа помине на општо задоволство на обете страни. Се надевам дека и во последен момент, во една ваква, да речем, исклучително драматична ситуација, ќе превладува разумот и двете страни кои што се засегнати во дадениот случај, и општината и граѓаните на кои што им се рушат куќите, ќе најдат заедничко решение на општо задоволство. Имено, сакам и да истакнам тоа дека како пратеник во Собранието на Република Македонија немам надлежност за решавање на вакви спорови. Целокупната надлежност во решавање на овој спор е на страната на општина Гостивар. Така да, од тоа произлегува дека општината треба да се ги сноси сите последици без разлика дали постапила правилно или доколку не постапила правилно, за истото треба да се сноси одговорност. Координаторката на советничката група на ВМРО ДПМН Дафина Јовановска-Стојановска вели дека до сега е најдено решение за едно семејство и обезбеден е привремен стан во кој ќе има право да го користи се додека не се изгради нов стан со соодветна квадратура. Разговарав со властени лица од општината и ми потврдија дека од 4 куќи после овој добиен период од месец дена за да се разгледаат сите факти. Значи само за еден жител е утврдено дека не му следува на доместок и привремено истиот ќе биде вселен во стан од 54 квадрати и се додека не биде изграден стан со поголема квадратура, за што ќе си подпишат соодветен договор и двете страни. За останатите е потврдено од општина дека не им следува на доместок. Градоначалникот Бејта тврди дека општината не руши, туку дека гради и дека се е во согласно со законот. Ние не идеме да струшиме, туку идеме да градиме. Тоа е во програмата да се ослободи сообраќајот во нашиот град и тоа е ставено во програмата и ми имаме ветено за таа работа. Тоа не го правам лично за мене, туку таа е барање од сите граѓани во нашиот град. Да се оптерети сообраќајот на нашиот град, треба да се отвори тој пат. Некои технички проблеми што ги имаме со полицијата, тие бара да се средат некои документи. Ние во склоп на законот ги имаме средено и мислам во наредните денови патот ќе биде отворено. 4 семејства не се против изградбата на новиот мост со кој ќе се поврзе населбата Дутлок, но бараат да бидат обештетени според пазарната вредност на целокупниот имот, вклучувајќи ги и нивните стамбени објекти. И оваа ноќ 4 стамбени објекти останаа на своите темели. Неизвестно е што ќе донесе утрешниот ден.